Близу 40.000 пријави за легализирање на бесправно изградени објекти поднеле граѓаните од 11 општини во источниот плански регион. Тоа значи дека скоро секое второ домаќинство има градба за која претходно не добило соодветна дозвола. По поднесените пријави и елаборати, постапката досега е завршена за нешто повеќе од 17.000 диво изградени објекти, односно за 43,5% досега се издадени решенија, беше речено на пресконференцијата на Сдруженијето Иницијатива на невработени интелектуалци ИНИ од Виница, кое во рамки на проектот Имам право да знам ги истражуваше состојбите со легализацијата на бесправните градби во регионот. Законот за легализација на дивоградбите беше донесен од претходната влада во 2010 година и до денес, 2018 година, ние не видовме нити една анализа какви се ефектите на овој закон и како се тоа одразува на општината, како и на државата. Се поставува прашањето дали во минатиот период локалните власти ги вршеле нивните си ја вршеле својата работа. Надлежноста, уделот на урбанизмот, планирањето и така натаму, еве сега ни се одразува со ова. Имаме скоро 40.000 барања, ако тоа го погледнеме и го претвориме во финансиски средства. Значи тоа се, ако ги пресметаме, тоа се 20 милиони евра. Тоа е многу голема брајка средства кои што требало да се слеат во општинската каса. Анализата на состојбите со легализацијата на дивоградбите покажала дека во периодот по донесувањето на законот, општинските администрации имаат зголемени обврски, при што директно се вклучени околу 50 вработени во службите за урбанизам во сите општини од источниот регион. До сега најголем број од постапките за легализација се завршени во Кочани со 51% и во Штип со околу 47%. Истражувањето за легализирањето на дивоградбите на истокот, Сдруженијето ИНИ од Виница го реализираше во изминатите 6 месеци со поддршка од фондовите на Европската Унија, како подгрант на проектот Истражувачко новинарство за поттикнување реформи, во кој се вклучени Центарот за граѓански комуникации, БИРН и невладината Инфоцентар од Скопје.